професорот Мирослав Пендаровски, со кого разговараме на тема стрес кај основците и кај средношколците, кај младите. Зборувавме претходно во текот на емисијата дека високите температури, топлото време предизвикуваат стресови кај луѓето, па еве сега ќе зборуваме за една друга општествена појава која што предизвикува силен ментален притисок врз нашата најмлада популација, а тоа се приемните испити во средните училишта и на факултетите. Професоре, добро утро. Добро утро и поздрав за гледачите. Меродавен сте не само што сте психолог, туку и затоа што сте професор, работите со студенти, сте директно инволвирани во нашиот образовен систем. Првото прашање како вовед во разговорот, да, знаењето треба да се испитува, да, треба да се прави селекција, меѓутоа дали е тоа соодветно спроведено во нашиот образовен систем, зборуваме и за најмладите и за оние малку повозрасните, за тинејџери. Па тоа е прилично легитимно прашање во времења во кои се преиспитува квалитетот на основното, средното и високото образование. Моја лична перспектива е дека целиот систем како што е поставен или како што не се практикува тоа како е поставен, создава тензија околу ова што го кажавте, тоест околу овие испитни драми или стресови, нели? Што сакам да кажем? Сакам да кажем дека ако имате квалитетно основно и средно образование од 8, односно 4 години, вие практично и немате потреба од повторни испитување дали тоа знаење е нели легитимно, дали тоа знаење е вистинско и автентично, или тоа знаење ученикот не го заслужил. Самото тоа по себе ни укажува повратно, таа повратна спрега дека нешто не е во ред, па ние сега повторно ќе го, ме разбирате, ќе го испитуваме дали е во ред. Јас лично сметам дека треба да се обрне внимание на системски решенија на самото основно и средно образование и ако се подобри тој квалитет во тие 8, односно 4 години, а тоа опфаќа комплексни прашања, нели? Од аспект на спремност на наставниот кадар, свесноста на учениците, улогата на родителите и така натаму, тогаш може би оваа форма на испитување или пред тестирачки стресови ќе биде намалена или, да не речам, скоро анулирана. Сега само би додал тука дека правам лично една разлика помеѓу стресот во основците, овие полуматуранти и кај матурантите. Бидејќи последниве години немаме приемни испити на повеќето факултети, моje лично мислење е дека студентите имаат за нијанса пониско ниво на стрес или стручно кажано дистрес или негативен стрес, за разлика од основците кои знаете како влегуваат во една неверојатно тешка битка. Дали сте подготвени на таа возраст и основците, па ќе кажеме и средношколците кои што се во најранливите години, најфрагилните години, им се создава притисок, повторно ќе кажеме, треба да се тестираат, меѓутоа не така ставот е, не така не ненадејно, туку одеднаш на целокупното знаење и така натаму. Сигурно има стручни лица кои што ги подготвувале тие испити, меѓутоа целиот тој процес и целата таа фама што се создава во толку раната возраст, дали е тоа потребно покрај сите оние редовни секојдневни стресови кои што ги доживуваме? Вашето прашање побарува еден комплексен одговор. Еве, тој комплексен одговор, што би рекли англичаните long story short, или младите, нели сега, значи може да се преиначи. Рековме, ако во текот на системот на студирање се расцепка тоа испитување или се направи нешто друго, тогаш стресот ќе се намали. Бидејќи, знаете како, стрес може да биде се. И гостување во утринска емисија е благ стрес, и добивање на некоја награда е стрес. Тоа го викаме еустрес, позитивен. Во суштина, влегувањето во една нова фаза од животот е добар стрес. Тие деца одат на едно следно ниво. Значи, тоа не е во суштина нешто негативно само по себе. Меѓутоа, начинот на кој се прикажува, живееме во виртуелна информацијска ера. Отворете го интернетот и постојано имате информации и тоа создава едно наголемување на квантум на информации, на знаење, на прашања, што кај младиот човек дополнително го усложнува или го прави по-комплексно прашањето што ќе направам јас сега таму. Психолозите знаат, самиот факт на момент на тестирање, значи, тој
момент е стресен сам по себе. Сам кога ќе тргнеш да кликаш на онлайн Апсолутно. квиз од кој што ништо не ти зависи од животот, Па сепак имаш едно чувство на пепирутки, нели, забрзана работа на срце, повишен притисок и така натаму. Така да многу нешта треба да се наместат за крајниот производ да биде тако како што е. Ние не можеме да го гледаме прво ефектот, па потоа да бараме причината. Значи, тоа ви е исто како јас вас да ве нападнам, а никој да не праша што направи Бранко за Мирослав да го направи тоа. Нели, сите го гледаме само тоа бихевиоралното, последното однесувањето, она што е ефект, да го речеме, повод. Тоа вие како имате војна меѓу две држави и повод може да биде се. Прелетал авион од едната страна на другата, неколку птички влегли или планинари и толку. Меѓутоа, ако ќе кажеме причина која е, ние ќе се навратиме декади и векови наназад, како тие нации меѓу себе, нели? Така и со образовниот систем. Значи дека по мене последниот 20 години некаде го губиме тој, иако со должна почит за многу стручни лица кои си го работат тоа специјално, ние полека некако го рониме тој образовен систем и да не заборавиме, гледате и по насловите, по медиумите, вели образовниот систем. Забораваме дека е тоа воспитно образовен систем. Воспитната димензија е моментот на кој што тоа е цела една тема. Во овој момент да се насочиме, да. Тоа е цела една тема. Кога сме кај воспитно образовниот систем и основниот и средниот, каква е таа сегрегација на училишта која што се прави во нашата земја? Каква е таа сегрегација на квалитет, која што на престиж, која што се создава кај младите луѓе, тие комплекси и фрустрации кои што им се создаваат од најраната возраст, треба ли да постои такво нешто? Колкав е тој проблем да се направат 10 најквалитетни училишта во Македонија или 20 или 50 средни училишта и тие да бидат сите со еднаков квалитет и да бидат со еднакво реноме и со еднакво име? Одлично прашање. Да се довршам на предходниот одговор од предпредходниот. Практично, зошто се основците уште во поголем сред? Затоа што еве Скопје, ако го земе, имате 4-5 елитни гимназии, нека ми простат со должна почит, кои што долги декади се тркаат која е подобра од другата. Зошто што се тие подобри? Па еве сакам да објаснам. Значи, прво, во нашата држава по мене се сведе се на навивање за општото средно образование, односно гимназијалското. Се запоставија занетските училишта, што се прекрасни во денешно време, носат многу повеќе приход. Градежно, медицинско, хемиско, електротехничко. Сакате сите занаети, од фризерај до кулинарство, што и да е, и уметностите, дизајнот, артизмот и така натаму. Прво се создава непотребно, особено во Скопје, па и во другите поголеми градови, како што знам, каде што има добри гимназии, кои што си имаат реноме, меѓутоа, и сега вие имате толкова една река од средношколци, 20.000, треба да влезат 1500 во тие 4 училишта во главниот град. Па замислете каква е таа тепачка. И каква е таа травматизација на децата, не потреба леле дали ќе се запишам да не именувам се во оваа гимназија или во таа, па што ќе биде со мене? Еден апел и до средношколците и до студентите. Никогаш не е доцна да се промени мислењето. Особено до студентите. Еве, да речем и да се запишеш на некој факултет, не се откриеш себе си, можеш да се префрлиш, денеска има и приватни, и државни универзитети, кредит трансфер систем, си ги земаш кредитите во джеб, па си одиш во друга институција. Тој процес никој не рекол дека мора до 22 години заврши. Каде не брзаме? Да се биде или не. Тоа е моментот што се обидуваме да им го објасниме на најмладите. Не е денот, приемниот испит или што и да е, денот да се биде или не. Ама така се создава, таква перцепција се создава, не разбирате? И сега децата се нервозни, растревожени, особено основците, па тоа дали ќе успеам, па што ќе биде со мене, па види другарчево влезе таму, па сакам и јас. Значи, еве да довршам, да поентирам. Значи, што е целта? Целта ви е исто како кога говориме за комплетна особа, комплетна личност. Комплетна личност не е ако Бранко или Мирослав имаат 100% интелигенција, 20% мудрост и 10% работа, туку ако имаат 60 во ова, 70 во ова, 80 ваму, 50 ваму, 90 ваму. И како сето тоа го манифестираат во животот. Значи, порака ништо не е страшно. Навидум запишувањето во послабо училиште ништо нема да промени, бидејќи дури да бидеме реални. И факултетите се одскочна даска и основа. Ако вие студирате психологија, вие нема да бидете прав психолог само со тоа. Треба да учите и понатаму, да се надоградувате и така натаму и така натаму. Денеска
ако ништо друго, имаме ние толку убави можности за едукација, што права трагедија е, па пред 30-40 години, кога имаше помалку можности, децата се чувствува подобро, затоа што ги немаше тие дополнителни проверки. Од друга страна, сосема друг проблем, што ние правиме со новите генерации, колку ги правиме свилени. Само да забележиме тука дека генерациите кои што се сега во поодминати години, кои што беа дел од еден друг образовен систем, ова се повторно ќе кажам личен впечаток е и констатација дека покажуваат многу подобри резултати во работењето. И да довршам, ако ми дозволите, да не биде само по децата и по родителите, мое, слободно ќе го кажам, мислење дека квалитетот на наставниот кадар многу е опаднат со последниве декади. Ќе се согласам. И не може наставниците да кажат, вие родителите работете дома со децата. А што работат тие? Па тоа е нивна работа. Значи ние не можеме да знаеме математика и физика и второ, улогата на родителот е да го научи детето да ги почитува, ги почитува наставниците и професорите и да биде воспитано со домашно воспитание. Од трета страна, критика за многу родители да не изигруваат сезналци, дека они знаат дека нивното дете е за центар да научи форнели. Детето како што може наставникот да. Нема шанса, нема. Значи гледате, Бранко, измешани се лончињата. Тоа е цела филозофија. Ние за жал живееме во општество и во една околина, се нарекува Балкан, каде што ние сме експерти за се. Значи, вие влегувате во такси возило и таксистот е експерт за политикологија, експерт за екологија, експерт за енергетика, експерт за спорт. Еве, деноеве има европско првенство. Значи, не може да бидеме експерти за се. Од толку многу бабеци, детето килаво, нели, на крај. Како да се, па не мора да се извлекуваме од никаде, меѓутоа како да го амортизираме, да го ублажиме она што се случува барем на психолошки план, што да им се порача на најмладите и на оние кои што се во пубертетот, кои што се во тинеџерските години? Па да ги релаксираме, живееме во тензично време. Знаете како велам секогаш, комплексниот човек треба да се упрости, а простиот човек да се усложни. Значи, ако се времињата комплексни, што треба да направиме? Да ги олабавиме. Значи, еве, до публиката нека им кажат на своите деца да не се грижат премногу. Има секогаш нешто што може да се поправи. Искрено да ви кажам, и јас кога се запишува во средно, мојот родител ме запиша, пардон, и јас на почетокот не годував, бидејќи имав друг некој избор, меѓутоа, јас во тоа училиште ги поминав 4 најубави години и воопшто не жалам и ништо тоа не промени. Напротив, видов дека таму има квалитет, иако се зборуваше едно за друго школо, трето школо. Сакам да поентирам дека последниот ден од средношколското образование го избрав новинарството како опција, па не ми е жал. Последниот ден. Веќе бевме завршени. Значи, вие не можете од едно дете на 14 години да барате уште од сега да го открие својот вистински талент. Некои деца имаат таков благослов, брзо да го откријат тоа за што се дадени на овој свет, а секој човек може да прави барем едно нешто на добар начин. Значи, има време да се променат нештата. Не е страшно. Некој заврши лова, па станал експерт во тоа затоа што работел и знаете како. Има време и за многу други разговори на ова и слични теми. Благодариме што утро бевте со нас, прелетаа 15 на минути, како да почнавме пред 30 на секунди. Мирослав Мендаровски, професор на Славјанскиот универзитет, благодариме што ова утро дојдовте, најдовте време и на некој начин се согласуваме, на иста релација сме, остануваме отворени за соработка. Благодарам, секогаш е задоволство се биде во најдобрата утренска емисија. Благодариме уште еднаш и за пофалбите.